Добро утро и од мене во новата утринска емисија. Овој пат наш гостин е господја Билјана Ивановска, председател на Сдруженијето Brain Guinness. Добро утро. Добро утро. Ви благодарам што се одзвавте на нашата покана. Добро утро и на вас. Поздрав до гледачите и големо благодарам на вашата покана. Вака, представете ни прво обично структурата на самата организација, од кога функционира и кои се незините основни цели. Вака, јас сум председател на Сдружение за умствен развој на деца, Brain Guinness од Куманово, кое успешно функционира веќе трета година и кое во себе вклучува и работи со две лиценцирани програми за подобрување на менталните и интелектуалните вештини кај децата. Значи, што представува интелигенција и нејзин развој? Како вие работите со децата и како го надоградувате нивниот потенцијал? Видите, интелигенцијата е процес кај човекот, значи таа разгледувана од педагогија, разгледувана од психологија, е способноста на човекот да наоѓа повеќе решенија на одреден проблем, да се снаоѓа во ситуации и така натаму. Сите ние сме генетски прераспоредени, нели? Меѓутоа, доколку нема работа и нема труд, значи нема ни резултат. Особено тоа е важно кај децата, затоа што и Ајнштајн кажал дека 1% е талент, а 99% се работа и труд. И така ние со помош на овие методи што ги осмислиле генијалци со децении, ги имплементираме во нашата општина. И помагаме на нашите дечиња. Само уште едно кратко надополнување на вашата организација. Имате ли стручен тим? Како сте распоредени? Како им помагате? Во колку смени? Еве, една поширока информација за заинтересираните гледачи кои можеби размислуваат како да го насочат. Во нашиот тим работат исклучиво едуцирани тренери, односно дипломирани професори, кои имаат соодветна едукација и тоа континуирана едукација, значи тие работат првенствено на себе, за да истото тоа може да го пренесете и на децата. Како функционирате, во кои денови работите? Секојдневно работиме, значи едната програма, за која подоцна ќе кажеме подетално, се работи како едукација дневен престој. Не класичен дневен престој, туку престој каде што децата ги решаваат домашните обврски, деца од прво до пето одделение, учат како да учат. Значи, покрај тоа што тие го напишат своето домашно, во исто време и се едуцираат. А другата програма се одвива еднаш во неделата, зборувам за група, по 120 минути. Тоа се 2 часа. Во склоп на тие 120 минути се прават секакви активности и вежби, исто така подоцна ќе спомнеме подетално и за нив. Од каде методата Brain on Brain и од каде потекнува? Brain on Brain е детска лидерска институција која функционира буквално на сите континенти, има свој потекло од Индија. Значи, основачи на програмата се браќата Арул и Ананд Собрамајн. Тие макотрпно работеле да осмислат ваква програма. Основа на работа на програмата е работа на Абакус. Абакус е стара азиска калкулаторска алатка и преку неја се решаваат многу разни и многу. Значи не е само концентрирана на математиката како и да кажеме на првенствено, да. Тука постои на табу тема веќе од како постоиме дека тоа е курс по математика, апсолутно тоа не е точно. Затоа што Brain on Brain пред се има главна основа да ги поттикне развојот, односно истовремено функционирање на двете хемисфери, левата и десната мозечна хемисфера. Зошто е тоа важно? Затоа што при балансирана функција на двете хемисфери доаѓа до развој на ментални и интелектуални вештини кај децата. Значи тие развиваат периодот кој го опфаќа децата, значи период од 4 до 14 годишна возраст,
Во тој период пластичноста на мозокот е апсолутно погодна да ги развие овие вештини и да ги задржи како животна вредност. Значи, развиваат концентрација, самодоверба, развиваат математички способности, да, визуализација, фотографска меморија. Едноставно стануваат лидери на собствениот живот. Така. Која е целта? Значи, која е целта на самата brain on brain методи, двете методи, која е целта што ја постигнуваат? Тие кај определена индивидуа? Видите, нити една едукација, впрочем, еден процес. Зошто е важна едукацијата? Затоа што таа не е учење на факти, туку е тренинг на умот како да размислува. Затоа, со помош на brain on brain методите, како што кажав, децата развиваат вештини од животна вредност. Целта е таа, значи првенствено целта е таа, да. Која споредно, направете споредба, да кажеме, токму во вашата организација, веќе сигурно имате некои, веќе трета година функционирате, какви се, да кажеме, резултатите на оние ученици, како ги нарекувате, деца кои што... Убаво прашање, да. Какви се резултатите? Резултатите, јас повторно ќе кажам дека едукација е процес. Ништо не може да се случи преко ноќ. Единствено, доколку се работи соодветно, доколку се вежба редовно, впрочем и ниеден спортист не може да стане професионалец доколку не вежба редовно. Па така и тука. Имаат соодветна домашна задача, што треба да ја реализираат пред пишување на редовната домашна задача што ги е за училиште, за да самата програма даде ефект. Во склоп на самата програма се прават brain gym, односно вежби за концентрација, што ги користат во текот на целиот живот и на нивното образование. Делови од НЛП, каде што секој дете има право на свој збор, ја зголемува својата самодоверба. Исто така, можам да назначам дека од мозочните вежби една е што можат да ја применуваат и родителите дома е пиење на вода. Значи пред секое учење да се пие една чаша вода? Да. Во секое сабајле да се пие вода, навечер да се пие вода. Тоа е една од методите. Да. И добар ли е резултатот на овие ваши ученици? Резултатите се гледаат во однос кој колку вежба. Индивидуално зборуваме. Индивидуално, да. Може да се пофалиме дека имаме родители што кажуваат дека нивното дете побрзо учи. Значи, целата програма има одредена цел да го скрати процесот на учење. Ако порано некој морал да прочита 3 пати за да научи, со редовно вежбање се скусува се скратува процесот на учење. Не велам дека не е важен генот како фактор, меѓутоа со работа и со труд секој може да стане гениалец. Она што е интересно, ова е, да кажеме, една метода која потекнува од Азија. Токму тука, од тој континент, потекнуваат и најдобрите студенти. Не збориме само збориме на светско ниво. Особено азијатите се, да кажеме, и најдобри студенти, од таму излегуваат најдобрите информатичари, според последните статистики. Зошто или најдобри? Според последните статистики и написа тестовите што се спроведуваат во светот, азијските деца покажуваат енормно големи резултати. Што не е случај со нашите деца. Нашите деца се крајно, можем да кажем, неамбициозни. Можем да кажем дека тука големо влијание има технологијата што впрочем ја измислуваат на азијскиот континент, меѓутоа тие со своите деца имаат посебни начини на работа. Самото писмо на кинезите, да кажеме, е сликовито. Значи, тие учат преку визуализација. И веќе тоа е за нив нормално на 3 години да знаат да пишуваат, додека нашите родители го одложуваат со изговори на некој начин, да не го форсираме детето, да не... Апсолутно време за игра има напретек, поготово во детството. Така да 1 сат, ако му посветиме на детето соодветна едукација, нема да има никаков проблем во целото натамошно образование. Јас предлагам тука малку да се одмориме со една кратка музичка пауза и повторно ќе го продолжиме разговорот. Може.
teši srce, no bolkata nema kraj. Nemam sili da izdržam poveć, znaj da slikata gledam, lud je nasmejan i pred mene gledam, oči rasplakani. Što je to, što nas ne razdeli? Ja znam se kogaš ljubam do kraja, ja znam te ostanem savorajot, ja znam iskreno koji te ljubi, no sepak Gospod vaka mi sudi. Ja znam srcevo moje što saka, ja znam drug će te drži za raka, svega znam ko malo dete što moli, dušava moja će plače i boli. Slikata gledam, lud je nasmejan i pred mene gledam, oči rasplakani. Što je to, što nas ne razdeli? Ja znam se kogaš ljubam do kraja, ja znam te ostanem savorajot, ja znam iskreno koji te ljubi, no sepak Gospod vaka mi sudi. Ja znam srcevo moje što saka, ja znam drug će te drži za raka, svega znam ko malo dete što moli, dušava moja će plače i boli. Ja znam se kogaš ljubam do kraja, ja znam te ostanem savorajot, ja znam iskreno koji te ljubi, no sepak Gospod vaka mi sudi. Ja znam srcevo moje što saka, ja znam drug će te drži za raka, svega znam ko malo dete što moli, dušava moja će plače i boli. Во првиот дел од разговорот спомнавте дека работите на две техники, односно две методи. Во едната група децата кои што учат секој ден, да кажеме, и одна група која што е поголема и која работи 120 минути. Што е разликата помеѓу овие техники? Дали се тоа различни техники? Да, различни. Потполно различни програми. Првата, како што кажавме, е Brain of Brain, програма што потекнува од Индија и што е расширена на сите континенти. Во Македонија ја има скоро во секој град и можем да кажам дека успешно ги трансформира животите на децата. Има значителни резултати. Исто така, еднаш годишно обавезно се организира надпревар Brain of Brain Competition, на кој присуствуваат деца од цела Македонија и се повикани како гости деца од Косово. Целта на надпреварот е, на толку голем збир на деца и луѓе, е да се покаже кое дете ќе собере најмногу задачи за 3 минути. Математички задачи изборуваме? Задачи на абакус и на ментален абакус. Бидејќи тие веќе од третото ниво не го користат абакусот како алатка, туку работат преку визуализација, ментална аритметика. Можете ли тоа некако да го објасните подетално? Може да го објасниме единствено да дојдете да не посетите и да видите како всушност децата решаваат. Нешто на во кратки црти, ќе мора нешто да споменете како тоа да го се работи со прстите, значи се работи на абакус. Кога веќе се стекне навика на алатката, таа веќе се
отфрла од употреба и се користи картичка, ЕМЕ картичка, картичка за ментална аритметика, каде што тука децата го визуализираат тие бакусот и топчињата и решаваат, например, собираат 10 едноцифрени броеви или прават диктати од 20 едноцифрени броеви, во зависност кој левел се. Да. Дали користите при оваа програма плочки, некои други материјали како што е користено? Не, единствено што се користат се флеш карти, карти за меморија. Тоа е реквизит што се користи екстра. Меѓутоа друго, основа на курсот е работа на абакус. Втората техника не ја дообјаснивте, која што ја... Морам да нагласам, дека како врв на развојот од вештините што се развиваат е мултитаскингот. Веќе во 6-тиот левел, програмата офаќа вкупно 10 левела, што траат индивидуално 3 до 4 месеци. Бројот на деца во група е ограничен и кога стигнат веќе до 6-тиот левел, развиваат мултитаскинг. Значи, мултитаскинг не е... Впрочем, сите жени имаат мултитаскинг. Зборуваат на телефон, работа. Меѓутоа, ова се неколку ментални функции во исто време. Например, како што сега разговараме, во исто време да ми диктираат две задачи и ја да можам да ги решам. Сето тоа, тоа може да ви приложиме и снимки од надпреварот, каде што децата прават демо на мултитаскинг и е стварно воодушевувачко. Тоа навистина користи понатаму, не само во процесот на едукација, зборувам на формално образование, значи завршување на основно, средно е понатаму факултет. Да, целокупното образование. Туку користи воопшто во животот. Да. Едноставно се подготвувате да можете да решавате повеќе задачи и повеќе проблеми кои ќе наидат со тек на годините. За втората група, која што е 120 минути, која што ја споменавте, не доволно прецизиравте, ако може тука повеќе за гледачите да се информирани. Всушност ова е 120 минутна работа со Brain on Brain програмата. Другата програма, морам да нагласам дека стапивме во контакт со Центар за едукација и советување од Скопје, кој всушност ја донесла таа програма во Македонија, потекнува од Србија, основач е доктор Анко Раевиќ, председател на Менса во Србија и доктор по професија, инаку, меѓутоа тој преку многу истражувања ја поврзува неврологијата и педагогијата и заклучува дека развојот на синапсите во човековиот мозок, односно во детскиот мозок, е најинтензивен до 7-та година, како што всушност и Пиаже, например, го дели развојниот стадиум кај децата. Тој смета дека невронската мрежа се развива само со активност и затоа неговата програма е учење низ игра. Целта на оваа програма е да се развие функционално знаење кај децата, да се идентификуваат талентираните деца и да има посебна работа со таквите. Ги откривате, да кажеме, преку оваа метода талентираните деца? МТЦ методата ја работиме од февруар оваа година и уште не можеме да кажеме дека имаме резултати, што не е случај со Brain on Brain. Меѓутоа, програмата исто така е расширена на низ Европа, Балканот, секаде. И навистина е многу позитивна, затоа што децата не се свесни дека учат преку игра. Какви се тие игри? Учат преку асоциација, да кажеме, една песничка ја учат нацртана во слики. Во слики. Да. Така тоа е навистина интересен податок за и веројатно не, да не кажеме, не во Србија формален. децата веќе лекции учат преку слики. Преку сликовито писмо, затоа што нели сликовито порано како луѓето се разбирале преку сликовито писмо. И тоа дава стварно навистина големи резултати. Така да овие деца доаѓаат секој ден. Секој ден, а имаме и групи од 3 до 5 годишна возраст, бидејќи тој период е особено важен за малите деца. Затоа што самото подскокнување, вртење, рипање е се она што ги зголемува синапсите и ја згуснува невронската мрежа.
Значи со детската тоа- игра која што е за А со тоа се развива интелигенцијата кај децата, да. тука исто така ќе може да се одмориме кратко со една музичка номера и потоа ќе продолжиме со разговорот. Ja imam geto ekipa i si odkremo elitam. Piješ moje, ti mohitam. Ja sam za pivo i ritam. Ja nemam dobra plata za da vozam Harley. Ti nosam nekoliko cveta za da ne provozi Bobby Marley. Za tebe video se drme držat noze. Iako se misliš čekam tu na broze. Ma ti zaslužuvaš da napišam tekst pod prozor da pejam, pa da ti vlezam ja drsko onaka kako Barca na Real. Non tengo dinero, pero mi corazón que te cuida y protegerá por toda la vida. Non tengo dinero, pero mi corazón que te cuida y protegerá por toda la vida. Ja pečalam za hranam, kirija i za yoga. To što sum na TV ne znači дека sum bogat. Ne sum za crven tepih, ne sum za lažna slava. So tebe kaj daje, poiše mi odgovara. So tebe na plaža, u krevet kaj daje. So ljubov i osmet, so život da ni traje. I koga dosadno je, i koga mi se haraš, i koga pijana si, i koga sama si govara. Non tengo dinero, pero mi corazón que te cuida y protegerá por toda la vida. Non tengo dinero, pero mi corazón que te cuida y protegerá por toda la vida. Amor, amor, non tengo dinero, pero un corazón. Amor, 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 que te cuida y protegerá por toda la vida. Ay, 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 Споменавте претходно во разговорот дека се организира во Скопје надпревар помеѓу организациите каде што се спроведува оваа метода, значи на ниво на Македонија и на ниво на Косово. Сепак еден интересен податок е тоа што на Балканот Brain on Brain го носат токму организацијата од Скопје, која понатаму го шири во другиот дел од Балканот. Токму така. Brain on Brain има главно застапништво, да кажам, односно мастер франшиза во Скопје, и тие се застапници за Балканот и за Европа пошироко. Од тука се програмот шири Хрватска, Словенија, сега почнува и Србија. Така да се Косово поширува веќе работи, целосно. го кажав, да. И
А во другите европски земји Тоа е исто така е поодамна. застапено, да. И на сите континенти. А спомнавте надпреварот, тоа е една многу позитивна страна на Brain on Brain, затоа што децата со нетрпение го чекаат. Ова година се закитивме со многу медали, пехари, значи имавме голем успех. И вашата телевизија беше гост токму во нашиот центар. Така. Значи, во секој случај имате успеси уште при самиот старт, да кажеме 3 години, не е некоја традиционално, да кажеме, па нешто повеќе сте се развиле. Каде се наоѓате? Не ги кажете тие податоци, а тие се битни за нашите Локација на Сдружение гледачи. Brain Guinness е на улица 3 Македонска, ударна бригада, број 11, или поточно еве преку асоцијации Карши Рим Парис. Веднаш до нас е книжара Херби, значи сме лесно достапни, малтене центар на градот. На градот, така. Да. Која е вашата визија за вашата организација? Како планирате понатаму да се ширите, да прифаќате нови ученици? Планирате ли да воведете други поинакви техники согласно барањата на родителите и потребите на талентираните ученици за одредени други области? Прво вака, најбитно ни е родителите и децата да бидат задоволни зборувам за децата што веќе се дел од нашето семејство, да се видат резултатите, а за да се видат резултатите неопходно е да се вклучат и родителите, и затоа што ние го даваме максимумот од себе за да тоа биде така. И ниеден успех не доаѓа преку ноќ, така да потребно е работа и труд, и многу е важно да се вклучат родителите во сето тоа. Сите изгубени часови се надокнадени од наша страна, само за да самата програма даде ефекти и резултати. Нашата визија за иднина е следната. Значи, ние планираме преку одредени проекти, поради тоа што сме здружение, нели? Ако успееме, а се надевам дека ќе успееме, бидејќи сме доста амбициозни, да ги вклучиме и децата на самохрани родители и децата од социјално загрозени семејства, за да можат и тие да имат некој бенефит и да го видат уствари нашиот центар и да се вклучат во нашите програми. Тоа проекти ќе се реализираат со поддршка на некои институции или Па, со други невладини организации? Да, во преговори сме, во партнерство со одредени други здруженија и така. Наскоро ќе стартува тоа? Да. Наскоро ќе стартува тоа или ќе почекаме, да кажеме? Во преговори сме, значи, што се однесува до мене, Веднаш би стартувале. веднаш би стартувало, да. Значи, рековте се прилагодувате на потребите и на родителите и на учениците, работите во смените кои што се спротивни од оние кои што одат на формално образование. Да, нашиот тим е нон-стоп, да кажам, спремен и е вклучен, значи, апсолутно постојано, во секој момент достапен за секој родител. Сте имале ли случаи, например, индивидуална лекција, рековте доколку ја испуштат учениците? Да, апсолутно. Збор ми е дека децата што доаѓаат на дневна едукација, имаме обезбеден превоз до матични училишта, имаме обезбедено квалитетна храна, оброк со овошје, така да ги учиме и на здрави навики. Значи, вие можете да фактички функционирате како еден вид на дневен престој кој што многу ги промовира учењето. Учењето го подобрува процесот на учење, го развива функционалното знаење и ги помага на учениците да ги совладуваат нивните наставни материјали за многу покус период. Веќе функционирате како здружение, тоа веројатно е така. Постои ли соработка со некои, да кажеме, државни, локални институции, постои ли соработка со не, или едноставно сте така како што сега функционирате? Сега работиме на тоа. Партнери ни се Кроација осигурување и спонзори истовремено. Мареми Трейд
Така, повеќе наши Да, локални компании. повеќе локални компании, можем да ги изброим тие, Лакалут, пастата за заби и така. Јас ви благодарам што бевте наш гостин во утринската програма и посакувам да ви се реализира проектот кој што го најавивте наскоро и повторно ќе ве поканиме да бидете наша гостинка заедно со некои од учениците кои ќе можат пред гледачите визуелно да промовираат како работите и техниките кои што ги работите. Ви посакувам навистина голем успех во вашето понатамошно работење. Ви благодарам и на вас што ме поканивте и особена чест и задоволство ќе ми биде навистина децата да го покажат тоа што го знаат и умеат. Ви благодарам на вниманието, имајте убав ден. About those magic nights, world of lights and music that felt so nice. Oh, yeah, living for the moment, never worrying how. Reminiscing about those summer days, sunshine all around us and happy faces. Always thinking of you most places, yeah. Such a sweet nostalgic journey life is. Time goes by, never waste a moment, smile, live your life. Never miss a chance to say to those you care for. All of your soul, all of your soul. Time goes by, never waste a moment, smile, live your life. Never miss a chance to say to those you care for. All of your soul, all of your soul. I think about those white, cold winter days, family and friends in a cozy place. Oh, precious memories.